Светото крштение на Господ наш Исус Христос е еден од 12 празници кој се празнува не помалку торжествено од Рождеството Христово. Може да се каже дека Рождеството и крштението сочинуваат едно торжество, празникот Богојавление. Имено во единството на овие празнувани настани се јавуваат сите три личности на Бог Пресвета Троица. Заради ова празнично единство, во периодот од Божик до водокрстот пред Богојавление не се пости. Во Витлеемската пештера се роди во тело Синот Божии, а при неговото крштение од отворено небо Светиот Дух слезе на него во телесен вид, како гула, и се слушна гласот на Бог Отецот кој вели: Ти си мојот возљубен син, во тебе е мојата благонаклоност. Светата црква на празникот Крштение Господово ја утврдува нашата вера во највисоката за разумот недостижна тајна на трите личности на едниот Бог и не учи рамночесно да ја исповедаме и прославуваме Света Троица, едносушна и неразделна. Господ наш Исус Христос, кога се вратил од Египет по смртта на цар Ирод, растел во малиот град Назарет, кој се наоѓа во Галилеја. Со својата пресвета мајка престојувал во тој град до својата 30-та година, заработувајќи за себе и за пречистата Богородица со занаетот на праведниот Јосиф, кој бил здраводелец. Кога наполнил 30 години со неговиот живот на земјата, тоест кога ја достигнал возраста пред која според еврејскиот закон на никого не му било дозволено да поучува во синагогите и да прима свештенички чин, настапило времето за неговото јавување на израилскиот народ. Но пред тој момент, според пророчкиот збор, морало во народот Израил да се јави претечата, што значи предходникот, за кого прорекол и пророкот Исаија, а кој имал задача да го приготви Израилот за да го прими Месијата. Свети Јован Претеча одел по целата Јорданска земја, проповедајќи покајно крштение за простување на гревовите. Целата јудејска земја и жителите на Ерусалим излегувале за да ја слушнат неговата проповед и се крштевале кај него во водите на реката Јордан, исповедајќи ги своите гревови. Меѓу јудејците кои доаѓале кај Јован, природно се појавило прашањето: не е ли тој очекуваниот од сите, избавителот, утехата на Израил? Крстителот пак во одговор рекол: по мене доаѓа посилниот од мене, кому не сум достоен да му го одврзам ременот од неговите обувки. Јас ве крстив со вода, а тој ќе ве крсти со Светиот Дух. И ете, во еден обичен ден, кога Јован со проповед се обратил кон насобраните јудејци крај Јордан, тој преку Светиот Дух го познал меѓу луѓето оној пред кого 30 години порано самиот затреперил во утробата на својата мајка. Исус дошол од Галилеја на Јордан за да прими крштение од Јован, заедно со сите други. Јован пак го задржуваше и му велеше: јас треба да бидам крстен од тебе, а ти ли доаѓаш кај мене? Свети Јован, кога го видел пред себе Синот Божии, кој нема грев, самиот побарал од него крштевање, како човек кој го наследил гревот на непослушанието, првородниот грев кој преминал од прататкото Адам на целиот човечки род. Но Исус му одговори: остави сега, зашто така ни приличи да ја исполниме секоја правда. Тој немал потреба од тоа крштение како безгрешен и непорочен, како роден од пречистата Дева Марија, и самиот според своето божество е извор на секоја чистота и светост. Но така како што тој ги зел на себе гревовите на целиот свет, така дошол и во јорданските води за нив да ги очисти преку крштението. Тој отишол да се крсти за да ја освети со себе водната стихија, за и нам да ни ја дарува бањата на светото крштение, која е наречена и бања на повторното настанување. Тој отишол да се крсти уште и затоа, за Јован да го види исполнувањето на Божиот збор, кој му заповедал да излезе од пустината.
на кого ќе видиш духот да слегува и да останува на него. Тој е кој што крштева со Светиот Дух. Во спомен на крштението, при кое Исус Христос се потопил во Јорданските води, православната црква од дамнини во навечерието и на самиот празник извршува големо осветување на водата. Празничното осветување на водата својот почеток го има во традициите на Ерусалимската црква, каде уште во првиот век на христијанството се извршувало празнично излегување кон реката Јордан за спомен на крштението на Спасителот со правење на водосвет. Во древната црква било обичај огласените, тоест кандидатите за крштевање, да се крстат во навечерието на Богојавление, бидејќи крштението е духовно просветување на луѓето. Според древната традиција, на овој ден, после празничната света литургија, се прават црковни литии на реки, базени и извори, каде се врши чинот на големо осветување на водата.